Јавниот долг на Македонија во третиот квартал од годинава се зголеми за 16 милиони евра и сега изнесува 57,6% од бруто домашниот производ, односно 9,73 милиарди евра. Иако ова зголемување е мало, вистинскиот предизвик доаѓа во наредните 5 години, кога државата треба да врати околу 6,68 милиарди евра само по основ на главица. Најтешок ќе биде стартот на 2026 година, кога доспеват обврските од речиси 2 милиарди евра, поради што делегацијата на Министерството за финансии во Лондон бара поволни опции за рефинансирање. Постојат разлики во бројките за 2026 година. Стратегијата за јавен долг наведува 1,334 милиарди евра, а премиерот Мицковски говори за околу 2 милиарди. Од Министерството за финансии појаснуваат дека разликата произлегува од различни пресметковни основи. Универзитетскиот професор Синиша Наумовски подсетува дека долгот треба да се гледа пошироко преку бруто и нето надворешниот долг, кој вклучува и обврски на приватниот сектор. Тој проценува дека нето надворешниот долг ќе биде меѓу 4,6 и 5,5 милиарди евра, што според него е ниво кое може да се управува доколку има стабилен раст на бруто домашниот производ, фискална дисциплина, повеќе странски инвестиции и најважното поголем извоз. Историски гледано, јавниот долг бил најнизок во 2008 година, но по ковид кризата во 2020 година се зголеми, а вториот голем скок се случил во 2024 година. Главни виновници се високите буџетски дефицити и честото финансирање преку еврообврзници, 2 по 700 милиони и 2 по 500 милиони евра. Најскапа беше обврзницата од 2009 година со камата од речиси 10%, а најповолна она од 2021 година со над 1,6%.